Добар ден. Кратки најави за денес. Нелегален ископ на минерални суровини во близина на Шум е главна причина за загадувањето на водата во Струга. Општина Охрид е дел од меѓународниот саем за туризам во Белград. Успешно спроведена симулацијска показна вежба за евакуација во случај на елементарна непогода во основното училиште Кочорацин. Агенцијата за храна и ветеринарство ги потсетува сопствениците на домашни миленичиња кучиња за законската обврска за чипирање. Следува временската прогноза. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди. Дневната температура се искачи до 11 степен. Дуваше умерен повремено засилен ветер од југоисточен правец. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд, ќе дува умерен ветер од југозападен правец. Утринската температура од 4 степени, максималната дневна до 8 степен. Температурите во Македонија утре во интервал од -2 до максимални 12 степени. Претежно стабилно време со ниски утрински температури. За време на викендот ќе дува умерен до засилен северен ветар, а во сабота наместа ќе има услови за провејување на слаб снег. Нелегален ископ на минерални суровини на само 500 метра од изворите во Шум, дозволуван повеќе од 10 години, е главната причина за загадувањето на водата во Струга. Анализите потврдија присуство на Ешерихија коли и ентерококи, што укажува на свежо и старо фекално загадување. А градот веќе 12 дена е без вода за пиење. Институциите најавуваат дополнителни испитувања и утврдувања на одговорноста за еколошката катастрофа во Струга. Загадувањето на водата во Струга е последица на нелегално ископување минерални суровини во близина на изворите во селото Шум. Ова е заклучокот од денешната вонредна седница. Градоначалникот Менди Кјура истакна дека ископувањата биле дозволени повеќе од 10 години без да бидат запазени критериумите за заштитеното подрачје. Имаме веќе дадено налог да се престане таму, компаниите кои вршили дејности веќе престана и нема да дозволиме. Сигурно барам и од другите институции тоа да се спречи, мада за сега нема дејности. Сега после ова ќе имаме заклучоци што понатаму како да санираме, и ако е тешко да се санира, ќе се санира за подолго време, ќе настојуваме што побрзо да се санира. Не требаше да се случи вакво нешто за да знаеме дека на самото извориште на помалку од 500 метри се прави ископ. Тој ископ не се прави од сега, се прави неколку години. И никако да постапат институциите, зашто одговорноста е и на сите состави и на Советот тука. Од Центарот за јавно здравје Охрид соопштија дека анализите на водата покажале присуство на бактерии од фекално потекло, а најавени се и дополнителни испитувања за радиоактивност и канцерогеност. Ешерихија коли е најдена првиот пат во извор Шум. Тоа е бактерија на свежо фекално загадување. Потоа е најдено ентерокок. Тоа е од старо фекално загадување. Значи тоа се стари, можда септички јами. Струга веќе 12 денови е без вода за пиење. Останува на сила забраната за употреба, а неизвестно е кога ќе се стабилизира состојбата. Јавното обвинителство отвори предмет, ќе се утврдува одговорноста за еколошката катастрофа. И оваа година општина Охрид е дел од меѓународниот саем за туризам во Белград, кој се одржува под слоганот "Едно патување, 1000 приказни".
Охрид заедно со Министерството за култура и туризам, Хотам и други туристички чинители ја презентира богатата туристичка понуда. Градоначалникот Кирил Пецаков остварил средби со турооператори, пријателски општини, медиумски представници и со амбасадорот на Република Македонија во Србија, Никола Тупанчески, со цел зајакнување на соработката и привлекување нови туристи во нашиот град. Во рамки на програмата вечерва ќе се одржи и традиционалната Охридска вечер, на која се поканети представници на туристичкиот сектор од регионот. На Белградскиот саем, кој се одржува по 47 пат, учествуваат повеќе од 350 излагачи од 18 држави. Црвен крст Охрид во соработка со територијалната противпожарна единица Охрид, секторот за внатрешни работи и итната медицинска помош продолжува со увежбување на оперативните планови за заштита, спасување и евакуација, особено во основните и средните училишта во Охрид и Дебрца. Денеска беше успешно реализирана показна вежба за евакуација во општинското основно училиште Кочо Рацин. Целта беше учениците, професорите и техничкиот персонал во училиштето да се запознаат и да ги разработат начините на заштита и насоките на движење при евакуација од училишната зграда после случен пожар. Денеска учениците и вработените во основното училиште Кочо Рацин го испробаа и применија оперативниот план за заштита и спасување и планот за евакуација во училиштето преку реализација на показна тренинг вежба според сценарио за случен пожар. На вежбата учествуваа соодветни тимови на територијалната противпожарна единица Охрид, секторот за внатрешни работи, Црвен крст Охрид и итната медицинска помош. Целта беше учениците, професорите, техничкиот персонал во училиштето да се запознаат и да ги разработат начините на заштита и насоките на движење при евакуација од училишната зграда после случен пожар. Денешната вежба помина во најдобар ред, без паника, без повредени. Нашите ученици и вработени покажаа дека се одговорни и дисциплинирани. Безбедноста на децата ни е на прво место и затоа овие вежби се од исклучителна важност, посебно што оваа година се наоѓаме и во нов училишен објект, да знаеме како да реагираме кога навистина ова ќе се случи. Денешната вежба беше значајна од аспект што учениците од ова училиште се вселени во нова зграда и важно е во новите просторни услови да се разработи планот за постапување и евакуација во случај на елементарна непогода, вели председателот на Црвен крст Охрид Сашо Точков. Многу значајни активности се овие затоа што и за нас како институции кои треба да реагираме, секоја ситуација е нова и добро е да се разработи, да се види како функционира системот, каде се патеките на движење и како може да се интервенира. Имавме според сценариото и две лица, два ученици повредени кои што беа третирани од тимовите за прва помош на Црвен крст Охрид и секако извлечени од претходно од противпожарната единица. Со ваквите симулациски показни вежби се констатираат одредени пропусти кои што се нотираат во соодветен извештај кој се доставува до училиштето и до надлежните институции, посочува Точков. Како пример ја посочи неодамнешната вежба во основното училиште во Пештани, од која произлегле низа забелешки. Во основното училиште Свети Наум Охридски во Пештани е многу проблематичен пристапот до училиштето, многу е тесен патот, а и постојано се паркирани возилата, така да тука е многу проблематично да интервенираат соодветните служби онака како што е потребно. Исто така, на самиот магистрален, регионален, не знам каков е тој пат што врви низ селото во правец на Свети Наум, нема никаква ознака дека се наоѓа тука школа, нема никакви знаци за застанување, за успорување на движењето на возилата, значи е многу потребно и неопходно. Исто така во дел од училиштата увидовме дека одредени знаци, стрелки за излез се неправилно, обратно поставени од она што е потребно и тоа е коригирано. Значи ги нотираме сите пропусти, ги даваме се со цел да се надмине проблемот. Вакви показни вежби ќе се реализираат и во останатите средни основни училишта во Охрид и Дебрца како дел од континуираните активности за унапредување на безбедноста во училиштата. Законот за заштита и спасување налага и во сите правни субјекти да се вршат вакви вежби еднаш во 1 до 2 години. За подготовката на сценариото и реализацијата на вежбата се грижат координирано секторот за превенција при СВР Охрид, Црвениот крст, Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување.
Возач исклучен од сообраќај. Физичка пресметка, агресивно однесување, лажно пријавена возачка дозвола за изгубена. Ова се настаните во полицискиот билтен од изминатото деноноќие на територијата на СВР Охрид. Синоќа во 22 часот на магистралниот пат Струга-Вевчани во близина на Струга, полициски службеници лишија од слобода 54 годишно лице од Струга. При извршена контрола во сообраќајот, полициските службеници сопреле патничко возило Volkswagen Passat со струшки ознаки кое го управувал и по преземени мерки е констатирано дека е под дејство на алкохол, односно измерени му биле 1,61 промил алкохол во крвта. По насоки најавен обвинител, лицето е исклучено од сообраќај, одземено му е возилото и по целосно документирање на настанот. Против него ќе биде поднесена соодветна пријава по член 297 од Кривичниот законник безобзирно управување моторно возило, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Во 21 часот на улицата Карпош Војвода во Охрид пак полициски службеници од СВР Охрид привеле 3 лица од Охрид на возраст од 50, 35 и 43 години, постапувајќи по претходна пријава дека го нарушиле јавниот ред и мир со меѓусебна расправија која прераснала и во физичка пресметка. По целосно документирање на настанот ќе следува соодветна пријава. Во 20 часот во општата болница во Струга, полициски службеници од СВР Охрид привеле лице од Ново село општина Боговиње, затоа што го нарушил јавниот ред и мир и се однесувал агресивно кон персоналот во болницата. При преземени мерки е констатирано дека лицето било под дејство на алкохол и му биле измерени 1,92 промили алкохол во крвта. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава, информираат од СВР Охрид. 25 годишен жител на струшката населба Теферич пак заработи кривична за давање лажен исказ. Тој во одсекот за управни работи лажно пријавил изгубена возачко дозвола иако имал активна забрана за управување на моторно возило и поднел барање за издавање на нова возачка дозвола. Агенцијата за храна и ветеринарство подсетува дека микрочипирањето на домашните кучиња е законска обврска за сопствениците. Собствениците на домашни миленици кучиња да ја исполнат законската обврска за идентификација на своите миленици со микрочип, апелираат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Со тоа, додаваат од Агенцијата, тие се регистрираат во модулот за домашни миленици во информативниот систем на Агенцијата, а по извршената регистрација се издава и пасош за домашен миленик. Од Агенцијата појаснуваат дека апликацијата на микрочипот е еднократна постапка, а миленикот го носи до крајот на животот. Микрочипирањето е основа за дефинирање на сопственоста на домашниот миленик, за обезбедување на времена и квалитетна здравствена заштита на животните и поголема безбедност на сопствениците од аспект на пренесување заразни болести од животни на луѓето, се вели во соопштението од Агенцијата. Оттаму ги подсетуваат сопствениците што веќе ги имаат микрочипирано своите миленици дека имаат законска обврска да ја пријават секоја промена на податоците за животното или за сопственикот во надлежното ветеринарно друштво, кое треба да ја ажурира електронската база на податоци. Од Агенцијата посочуваат дека во базата на податоци треба да се евидентира и угинување, губење или купопродажба на животните. Микрочипирањето на милениците, како што велат од АХБ, има за цел трајна идентификација на животните, спречување нивно напуштање и контрола на нивното размножување, но и нивно полесно пронаоѓање во случај на губење или кражба. Вчера од Сдруженијето за заштита на животни Анима Мунди алармираа дека проблемот со бездомните кучиња не е само последица на улична репродукција, туку резултат на неодговорно сопствеништво. Од Сдруженијето бараат напуштањето миленик да стане кривично дело, исто како и во некои европски земји. За повеќе информации посетете го порталот tvma.mk. Имајте пријатен ден.